Почитување. Изминаа 3 мандати на Талески и ДПМН во Битола, а пред нивното заминување ни оставаат раскопани улици кои во периодот од цели 12 години не успеале да ги направат. Добро ги паметиме изјавите на Талески дека после неговиот мандат нема да остане улица за реновирање, но наместо тоа битолчани мачат со нивните возила, кои секојдневно ги оштетуваат по битолските улици, посебно во зимскиот период. Денес се наоѓаме на улицата Стив Наумов, која поради застарен водовод и одвод се наоѓа во очајно катастрофална состојба и представува ризик за самите пешаци, додека голем дел од визбите и околните куќи се поплавуваат. За жал, ова не е единствена ваква улица во централното градско подрачје, за кој ДПМН е цели 12 години немале ниту слух, ниту пројавиле желба за да ги решат овие проблеми. Зарад да работите бидат потрагични, без грам срам и одговорност, излегуваат повторно, ги ветуваат истите проекти кои не успеале да ги реализираат цели 3 мандати. Помина времето на лаги и манипулации. Ние како една локална самоуправа ќе го решиме овој проблем на граѓаните. Покрај тоа, преку проектите од нашата програма ќе направиме Битола повторно да има централно градско подрачје какво што заслужува. Дел од нив се уредување на делот кај касарната, асфалтирање на просторот помеѓу музејот и зградата на Партизанска 22, велосипедски патеки, дополнителни контейнери, регулирање на сообраќајот на паркинг просторите, подобрување на комуналната хигиена на улиците. Ќе изградиме детски парк позади Симпо. Затоа, на 15 октомври, со заокружување на бројот 19, да покажеме дека си ја сакаме нашата Битола и за неа вреди да се бориме. Да покажеме дека сакаме живот во Битола.